Добро вечер, го следите дневникот на Канал Плюс телевизија. Во продолжение следи кратка најава за дел од денешните настани кои го одбележаа регионот. Промовирани се нови 60 аудио книги за лицата со оштетен вид. Владата планира издавање на уште 200 вакви книги кои ќе го унапредуваат образовниот процес на слепите лица. Земјоделските асоциации барат државна интервенција во откупната цена на лебното жито. Родот на житните култури, чија жетва е во тек, е преполовен од поплавите. Ќе се реконструира старото училиште во Пехчевско Негрево и ќе стане едукативен центар за биодиверзитетот и природните богатства на Брегалничкиот регион. Нови 60 наслови во вид на аудио книги се промовирани денес. Детски приказни, лектири, научна литература, книги за македонската историја и бестселери во аудио верзија од денес се на располагање на слепите лица. Ова е проект на Министерството за труд и социјална политика и Министерството за култура, од каде најавуваат издавање на уште 200 аудио книги. Нови 60 наслови на аудио книги наменети за слепи и лица со оштетен вид беа промовирани денеска во рамки на проектот 400 аудио книги за лица со оштетен вид. Новите аудио книги се лектири од основното и средното образование, детски приказни, научна литература, книги за историјата на Македонија и бестселери. Овие книги ќе ги отстапиме на Националната универзитетска библиотека Климент Охридски во по 5 копии од секој наслов, дополнително по 3 копии ќе добие Националниот сојуз за слепи лица и 2 копии ќе добие школото за слепи лица Димитар Влахов, средното училиште и основно училиште Димитар Влахов. И понатаму продолжуваме со реализацијата на овој проект за зголемување на фондот на аудио книги во нашата држава, односно веќе Министерството за труд и социјална политика подпиша договор за снимање на 200 наслови на аудио книги кои што треба да бидат финализирани до крајот на годината. Тој најави дека овој проект ќе продолжи да се реализира, зашто, како што информира, веќе е подпишан договор за снимање на 200 нови наслови аудио книги кои треба да бидат завршени до крајот на годината. За досегашната реализација на проектот се издвоени 2,5 милиони денари. Денес во училишниот двор во селото Тракање пуштено е во употреба ново изградено детско игралиште, опремено со реквизити за забава на најмладите. Вредноста на опремата е 199.300 денари, донација од Мировниот корпус. Денеска во подрачното училиште Никола Каре во село Тракање беше пуштено во употреба новоизграденото детско игралиште кое ќе служи за потребите на најмалите дечиња од ова населено место. На свеченоста присуствуваше градоначалникот Димитровски, кој заедно со волонтерот од Мировниот корпус Дејвид Ворен ја пресекоа лентата и свечено го пушти во употреба ова забавно детско катче. Соработката со Мировниот корпус, соработката со УСАИД е на повеќе страни. Вакво игралиште имавме пред 2 години во Ризари. Ваквото игралиште денеска го отвараме и ваквата соработка ќе продолжиме и понатаму со волонтерите од Мировниот корпус и воопшто со сите други такви невладини организации. Директорот на училиштето Владо Андов ни изјави дека игралиштето ќе биде од особено значење за овдешните најмали деца, кои посебно во овој период од годината најмногу ќе го користат. Како училиште заедно со општината, одговорните и волонтерите кои изминатите 3 години беа учесници во Мировниот корпус во општина Кочини и со волонтерот кој го имавме во нашето училиште пред 3 години. Имавме едни такви иницијативи, кои иницијативи веќе 3 години работевме на тоа. Се гледа еден добар благород за жителите на Тракање, во иднина, претпоставаме и дека во други урбани средини едни вакви и слични активности кои се под капата на општина Кочини и волонтерите и одговорните при општина Кочини ќе бидат реализирани во Кочани.
Проектот опремување на детско игралиште во рурална средина е поддржан од мировниот корпус преку волонтерот ангажиран во општината Дејвид Ворен. Игралиштето е опремено со 2 топогана, клацкалка, лулашка, 4 клупи и корпи за отпадоци. Вредноста на опремата е 199.300 денари. Опремата е финансирана од мировниот корпус, постилањето песок и слично е на општина Кочани. Во ек на жетвата на јачменот, земјоделците се соочуваат со големи проблеми. Приносите се ниски, на половина од минатогодишните, а откупната цена на јачменот е околу 8,5 денари за килограм. Загрижувачка е состојбата и со пченицата, чиј род годинава заради поплавите потврли, но за оваа култура земјоделските асоциации барат државата да интервенира. Привршува жетвата на јачменот, пошто ќе започне собирањето и на лебното жито, односно пченицата. Приносите кај јачменот се катастрофално ниски, оценуваат и земјоделците и од Асоциацијата на земјоделски производители. Нашите сознанија од терена за ова година се катастрофални. Толку лоша жетва одамна не е било и толку мали приноси, намалени површини со житарица, ниски цени, најстрашното е и нема откупувачи. Житарицата е оваа година многу слаба. Што ќе биде понатаму, ништо не знаеме. Нема ништо да има. Нема дош, кој имаш, кој не требаше дош, многу дош биде. Кој не требаше, многу дош. Ако требаше сега да бадне дожд, нема го дожд. Освен од ниските приноси, земјоделските производители се незадоволни од откупната цена на јачменот, која се движи меѓу 8 и 10 денари, но засега интерес од откупувачите нема. Нема оптимизам ниту пред стартот на жетвата на пченицата. Поради ова, со цел барем малку да се ублажи состојбата во овој сектор, Асоциацијата со предлог до владата. Затоа ние побаравме околу 2 денара ова година плюс да откупена пшеница во регистрирани млински капацитети, државата да дотираше 2 денара. Тоа е само предлог. Дали ќе се усвои тај предлог, како ќе поминеме натаму, сега за сега уште не се знае. Вообичаено во Македонија со житарици се засејуваат околу 95.000 хектари. Годинава поради обилните врнежи и поплавите во повеќе региони не се сееше, а вкупните површини паднаа на 67.000 хектари. Ова се најмали површини кои воопшто досега биле застапени на житородните површини во државава. Дваесет и 4 волонтери во детската градинка Вира Церивири во Штип денес добија решенија за редовен работен однос на неопределено време. Трансформација на договорите за работа ќе има и во другите институции каде има ангажирано волонтери кои ги исполнуваат условите за трајно вработување. На 24 волонтери од денес им е решен работниот статус. Трансформација на својот работен однос на неопределено време добија вработените во детската градинка Вера Церивири Трена. Трансформацијата ќе се одвива во 3 фази. Првата фаза веќе значи од вчера се пријавени, од 1.7.2015 9 вработени, од 1.12.2015 ќе има уште 8 вработени и последната група од 7 вработени ќе им се трансформира работниот однос од 1.9.2016 година. Две лица кои започнале со волонтирање во октомври и ноември минатата година и понатаму се без решение. Јас како директор на оваа институција си земам оврска да ги известам, да го известам Министерството за труд и социјална политика и да се обидеме, да најдеме решение и за овие две лица да им се трансформира работниот однос, односно да се вработат на неопределено време. За вработените ова представува ново поглавје во нивниот живот, а среќата на нивните лица се забележуваше оддалеку. После 10 години, да, работев договор на дело и сега конечно се реши ситуацијата. Какво е чувството? Чувството не можам да опишам. Убаво е. После 3,5 години може да се види среќата нели на лицата на секој од нас. Голема благодарност до директорот кој ни даде целата поддршка негова, како и до владата која го донесе овој закон за нели одеднаш да се реши екзистенцијалниот статус на сите вработени овде кои со години работиме како волонтери. И можете и сами да видите среќа насмевки на сите нас. Трета година како работам и еве овај ден е УФ, прекрасен ден, благодарност до владата. Така да добивме бенефиции, стаж, значи сето оно што не следува. Повисока плата, нормално да. Инаку детската градинка Вера Церивири Трена во своите 4 клона згрижува околу 605 дечиња, за кои се грижат 98 вработени.
Во тек се активностите за реализација на проектот изградба на едукативен центар во село Негрево, Пичевско. Наскоро ќе започнат градижните активности за реконструкција на старата училишна зграда во Негрево, која ќе биде прилагодена за потребите на центарот, каде младите ќе може да се запознаат со биоразновидноста и природните богатства во овој дел од Брегалничкиот регион. Продолжуваат активностите околу реализацијата на проектот Едукативен центар за зачувување на природата во село Негрево, Пекчевско. Општината ги привршува формалностите околу техничката документација, со што во најпосможен рок ќе почнат и градежните активности во старата училишна зграда во Негрево. Во првата фаза објектот ќе биде реконструиран и функционално прилагоден на потребите на центарот со уредување на дворното место околу објектот со финансиска поддршка од околу 150.000 швајцарски франци. Во село Негрево, едукативниот центар веќе со него почнавме со активностите. Имаме изберено на тендер, имаме изберено понудувач кој што ќе прави техничката документација. Тоа оди со многу брзо темпо и очекуваме да за кратко време имаме комплетна техничка документација и почнеме со градежните активности. Според градоначалникот на општина Пекчево Игор Поповски, со отворањето на едукативниот центар, младите од регионот и пошироко ќе имаат можност директно и практично да се запознаат со биоразновидноста и природните богатства што ги има во Брегалничкиот регион. Едукативниот центар во село Негрево е со цел да се развие свеста на младите па и на повозрастните за да имаат чувство за животната средина и да придонесат во заштита на самата животна средина. Да подсетам дека станува збор за едукативен центар кој што е на источнопланскиот регион. Буквално ќе има презентација на целиот регион и сите гости кои што ќе бидат присутни, сите посетители можат да се запознаат со природните ресурси на источнопланскиот регион. За сите општини, посебно за општина Пекчево. Инаку во втората фаза од проектот, Едукативниот центар за зачувување на природата ќе биде целосно опремен за негово функционирање од страна на донаторот со опрема во вредност од околу 50.000 швајцарски франци. Проектот се спроведува со поддршка од програмата за зачувување на природата во Македонија, која што е финансирана од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка СДС. Координатор на оваа програма во Република Македонија е Фармахем во партнерство со швајцарската организација Helveta Swiss Intercooperation. Интензивно се работи на уредување на коритото на река Отиња во Штип. Денес се бетонираше минорот на реката кај соборниот храм, пошто механизацијата се сели во горниот дел на коритото на Отиња. 20 вработени во Лерит фондацијата, јавното предпријатие ИСАР противпожарната единица. Денес беа ангажирани на уредување на коритото на река Отиња кај храмот Свети Никола. Се бетонираше минор коритото. Денеска ќе го избетонираме дело, значи кај мостот кај Свети Никола црквата, со тоа трајно го решаваме овој дел. Мостот се стабилизира максимално и било какво невреме да дојде, било какви поплави, мислам дека ова е веќе трајно решено. Го правиме бетонирањето по сите стандарди, уредувањето на коритото на река Отиња. Надзорот од Скопје не следи секојдневно, се земаат мостри, еве сега зедовме мостри да речеме од бетонот и мислам дека досега не сме направиле ниту една грешка. Овие 2 дена завршуваме овде и се враќаме од кај мостот кај првиот мост кај градинката Вераци Ривири Трена. Заедно со ЈП ИСАР продолжуваме, се надеваме дека целото корито ќе го добие оној лик што го посакуваат нашите граѓани. Со цел поголема заштита на место како досега со камен, минор коритото се уредува со армиран бетон. Еве од раните утрински часови, можам да кажам слободно од 5 часот наутро почнавме интензивно со работа. Се армираше прво подот, потоа почнав во овој момент до сега се потрошени 26 кубика бетон. Денес до крајот на денот очекуваме целата онаа работа која што не предвидена да биде завршена. Одлучивме да долниот дел, односно патосот да не биде со камен, да биде армиран бетон, предвидејќи се покажува многу појаки во случај на како што беа пороните дождови, да бидеме максимално заштитени. Градоначалникот на општина Штип истакна дека сите активности се според предвидените стандарди за спречување на идни поплави. Откако ќе се завршат најавените активности, ќе се продолжи во делот кај трговскиот центар. Имаме неколку размислувања. Првото е дали да ја направиме платформата или таму да го уредиме коритото на исти начин како овде, а тој што е направен да биде срушен. А втората варијанта е да ја направиме таа предвидена платформа или да најдеме некој друго решение. Штипјани заинтересирани и задоволни од тоа како се одвиваат работите во коритото на река Отиња ги кажаа своите дополнителни барања. Сега е супер. Сега ова што го прават украсна градо дојде. Многу убаво, нема што. Алал да му е на градоначалникот. Јас пред малку кажа, ние живееме доле кај бензинската, да ни направат и мовче и до доле да биде, што поскоро, многу убаво. Да, чешмиче што е тук кај Ренџерно.
да се пушти, гледам, нема ја тачаш. Па ќе направи пътеката, нали, деца мали. Цели шишиња ќе носиме за нас. Водичка се да пие деца. Уредувањето на коритото на река Отиња, кое ќе остане за идните генерации, е проект целосно финансиран од општина Штип со поддршка на локални фирми и рудникот Бучим, откаде бесплатно се обезбедува и дистрибуира украсниот камен. Делчевчани денеска уште еднаш ја покажаа хуманоста. Масовно спроведена крводарителска акција која за никого значи живот. Утре крв ќе даруваат хуманите жители на општина Македонска Каменица. Делчевчани денес уште еднаш масовно се приклучија на крводарителската акција и подарија од животворната течност. Бројката на собрани крвни единици беше во втор план, бидејќи општинската организација на Црвениот крст, кој што ја организираше акцијата заедно со Институтот за трансфузиона медицина и службата за трансфузиологија при здравствениот дом Гоце Делчев, од секогаш била меѓу првите во државата по крводарување. За редовните крводарители, денешниот ден беше уште една можност да ја покажат својата хуманост. Дарувам крв еднаш или два пати годишно, поради отсуство не сум ностоп овде, меѓутоа чувството е добро, хуманост на страната на хуманоста и на секој кој може да даде крв, можем да му препорачам да даде. Тоа е добро, хумано да се спаси живот. Инаку, освен во Делчево, истиот тим утре ќе спроведе крводарителска акција и со жителите на Македонска Каменица. Сите оние кои што ќе сакаат да подарат од капката која за некого значи живот, тоа ќе можат да го сторат утре од 10 до 13 часот во градската киносала. Фестивалот во Делчево под звездите утре по втор пат ќе се одржи на летната сцена во Делчево. Граѓаните ќе ги забавуваат познати музички имења од македонската естрада. Утре во Делчево на летната сцена за втори пат ќе се одржи фестивалот Под ведро небо во Делчево под звездите. Фестивал која има амбициозноста од година в година Под звездите во Делчево да представи звучни имења од квалитетната македонска музика. На 3 јули 2015 година, петок, со почеток во 19:30 часот на летната сцена во градскиот парк во Делчево ќе се одржи втора година поред фестивалот во Делчево Под звездите 2. За таа цел ќе има богата уметничка програма на која ќе настапат поп-рок дивата Дани Димитровска, прогресивниот етно-фјужен рок бенд Chromatic Point, метал составот Апотеозис, како и локалниот прогресивен треш дет метал состав Македон. Ги покануваме сите граѓани од Делчево и од поширокиот регион да дојдат и да го проследат овој музички спектакл. Официјалната програма на второто издание на фестивалот во Делчево Под звездите ветува афирмирани музички звезди, кои во двочасовното дружење ќе ја крене на нозе младата публика во срцето на пијанец. А утре напладне во Домот на културата Тошо Арсов во Виница ќе биде отворена изложба на карикатури од бугарските автори Чочо Пиев и Валиот Цветков, Валентин Георгиев, Валекс Александров, Иријан Трендафилов, Љубомир Михајлов, Рајко Попов. Изложбата е насловена "Човек на човека му е карикатурист". Фудбалер во фудбалскиот клуб Силекс од Кратово со иницијали СВ 26 години откочени се обидел да намести фудбалски надпревар помеѓу Силекс и Металург, поради што против него е поднесена кривична пријава за сторено кривично дело неовластено давање подароци. Пријавениот на четворица соиграчи им понудил по 1200 евра со цел фудбалскиот клуб Силекс да го изгуби надпреварот. СВ откучени фудбалер од фудбалскиот клуб Силекс од Кратово 26 години сторил кривично дело неовластено давање подароци. МВР до основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против истиот. СВ со цел да стекне противправна имотна корист за себе и за друг на четворица соиграчи им понудил парични средства во износ од 1200 евра за секој од нив за на крај фудбалскиот надпревар кој што требало да го одигра за ФК Силекс со ФК Металург во месец мај да го завршат со негативен резултат за ФК Силекс.
МВР известено за случај на одигран сомнителен надпревар помеѓу овие два фудбалски клуба, зашто од страна на полициските службеници се превземени соодветни мерки и активности за негово докажување. По испрашувањата на надпреварувачите, четворицата играчи дали идентични одговори за одиграниот надпревар на 18 мај 2015 година, а нивното појаснување било дека пријавениот им понудил парични средства од по 1200 евра за секој од нив поединечно, со што да одиграат со цел нивната екипа да го загуби надпреварот. Фудбалерите не ја прифатиле понудата на пријавениот, одиграле професионално, пошто завршиле со резултат 3:1 во корист на ФК Силекс. Поплаки од четворицата фудбалери имало и за тоа дека пријавениот ги контактирал за да остварат средба во провиштип со други 4 лица, од кои двајца зборувале македонски, двајца бугарски јазик. Заклучокот на фудбалерите бил дека целиот проблем е со одиграниот фудбалски надпревар кој завршил со резултат 3:1, зашто едно од лицата се обложило на надпреварот и изгубило 40.000 евра. Оштетениот побарал од четворицата фудбалери да им исплатат 15.000 евра, а остатокот да им ги исплати пријавениот. По добиената плата од клубот, фудбалерите им ги дале нивните плати, пошто лицата им рекле дека повеќе немаат други обврски кон нив и дека целиот проблем ќе го решат со пријавеното лице СВ, кој им гарантирал законешниот резултат на надпреварот. МВР работи на целосното расчистување на случајот. Владата на Тунис објави дека безбедносните сили уапсиле 12 лица осомничени за соучество во бруталниот терористички напад минатата недела на плажата на хотелот Империјал Мараба. Во масакрот беа усмртени 39 туристи, главно странци, а повеќе од 40 беа полесно или потешко повредени. Американските тајни служби со години ја прислушувале Меркел. Германската канцеларка стравувала дека дури ако и се прости дел од долгот, Грција нема да може да ги реши проблемите, односно не била сигурна што би можело да ја спаси Грција, дали намалување на долговите или нов пакет финансиска помош. Спасителот на над 650 еврејски деца за време на Холокаустот, сер Николас Винтон, почина на 106 години. Тоа го соопшти од семејството на заслужниот маж, нарекуван уште британскиот Шиндлер. Во 2003 година Винтон е прогласен за витез од страна на кралицата за служба на хуманоста. 36 луѓе загинаа при потонување на ферибот крај филипинскиот град Ормок. Спасени се 118 патници од фериботот кој потона при лошо време и големи бранови на 44 км од брегот. Спасувачките тимови се во потрага по 19 луѓе. Властите стравуваат дека околу 11.000 австралици во замни ординации биле заразени со ХИВ или хепатит А, Б и С. 12 стоматолози од 4 сиднејски амбуланти не се држале до задолжителните хигиенски мерки за стерилизација на инструментите. Со надпреварот на минатогодишниот шампион и годинава еден од фаворитите за највисок пласман, Бање и екипата на Карбинци, во сабота во Чешиново и официјално ќе бидат отворени годинешните 43-ти поред Илинденски спортски игри 2015. Турнирот е од регионален карактер на кој учество земаат фудбалски клубови од општината, како и од соседните општини. Годинава за учество на најстариот фудбалски турнир во Македонија се пријавија 15 екипи, распоредени по 4 во првите 3 групи и 3 во четвртата група. Според составите, неколку екипи најавуваат освојување на првото место, но според играчкиот потенцијал со кој што располагаат, главни фаворити за освојување на првото место се екипите на Бање и Чешиново. Во програмата на ИСИ 2015 и оваа година е предвидено да се одржат турнири во шах и велосипедизам. Во сеќавање и почит кон ликот и делото на трагично загинатиот припадник на македонските безбедносни сили, во неговото родно место Чардаклија по 15-ти пат ќе се организира меморијалниот турнир во мал фудбал Владко Петров 2015. Урбаната заедница ги повикува сите кои практикуваат фер плей и сакаат спортски да се надмудруваат и во коректни и фер борби да земат учество на овој традиционален турнир. Пријавувањето на екипите е до 10 јули, котизацијата изнесува 1500 денари.
Овде е крајот на дневникот, а за повеќе информации следете не на социјалните мрежи и на веб порталот kanalplus.mk. Јас ви посакувам пријатна вечер.